Тркалезната маса на проектот на USAID во соработка со општина Виница ги собра на едно место наставниците, директорите на училиштата, родителите и представниците на образовните невладини организации. Темата беше користење на асистивната технологија во основните училишта, искуства и практики. Здруженијето Отворете ги прозорците во изминативе 2 години го реализира проектот со поддршка од USAID. Целта на овие тркалезни маси е да се разменуваат искуства и да се препорачаат одредени модели за воведување на асистивната технологија во работата со ученици со посебни образовни потреби. Денеска во Виница имаме 7 училишта. Особено радува фактот што едно од училиштата е од општина Виница, тоа е основното училиште Славчо Стоименски, кое што некаде при крајот на месец ноември доби асистивни уреди како опрема и обука за наставници за нејзина примена. Целта е преку ваквите проекти да се мотивираат и самите училишта, да се мотивираат самите граѓани, локалните самоуправи, за да и тие во иднина превземат активности за подобрување на пристапноста во самите образовни институции, конкретно во училиштата. Од досегашното искуство со помагалата, сите беа согласни дека асистивната технологија може да го подобри образованието за учениците со посебни потреби. Самите тие уреди помагаат на децата за да и помагаат во учењето, бидејќи дел од децата имаат реални потреби да ја користат преку одредени игрички, користејќи го апликативниот софтвер J-Compri и Toolkit, се ги користат на самите часови. Овие асистивни помагала ни помагаат на ученикот да работи во повеќе часови, не само работа со компјутери, туку ние работиме и во македонски, математика. Ученикот со овие помагала може да пишува, да твори, а може да црта и тоа едноставно е многу среќен. Да користи. Па мислам дека е подобро сега, но сакаме и дома да мислам на некој начин да имаме тастатура со поголеми букви и тракбол. Мислам дека ќе биде полесно. Проектот Еднаков пристап за еднакви можности на USAID досега има одржано 2 регионални тркалезни маси во Скопје и Виница, а до средината на март ќе има и во Крушево. Вкупно 21 основно училиште се опремени со асистивна технологија, а наставниците беа обучени за нејзино користење во наставата.